вистина ние само ги констатиравме позициите на двете партии, не разговаравме за детали, заради тоа не соопштивме нешто, заради тоа што немаше што да се соопшти. Но навлегувајќи во крајните денови од мандатот на Никола Груевски да формира влада, тоа се 20 денови стекуваат до крајот на оваа седмица, до 29, веројатно ќе бидеме принудени да ги соопштиме своите позиции во поглед на актуелниот момент, кој што ја очекува јавноста. Штом ќе дојде време, за тоа верувајте ќе ги соопштиме своите ставови. Секако мандатот е во раците на Никола Груевски. Тој треба да ги даде своите коментари, своите образложенија. Ние како опозиција во моментот немаме мандат за да составуваме влада. Јас искрено очекувам дека после 29 мандатот ќе биде во наши раце. Зошто? Заради сите аргументации кои што целата јавност ги знае. А тоа е мнозинството граѓани, преку 612.000 се определија за промени. И ова е недвосмислено јасно, еклатантна бројка е тоа, бегање нема. Наспроти тоа, сите прагматични и практични сегашни моменти во оваа Република Македонија ќе кажува дека промени ќе се случат и да се здрави за државата, да бидеме уште малку трпеливи. Недвоебено, бескомпромисно го почитувам уставот и законите во Република Македонија. Уставот вели: Ѓорѓе Иванов е должен на партија или партии да им го додели мандатот во рок од 10 дена од конституирање на парламентот, токму на оние кои што ќе демонстрираат или покажат мнозинство дека поседуваат во парламентот. Тоа е уставот. Ќе ги прашате уставните професори, сите стручни луѓе, нашата јавност и преку вас медиумите, оставете народот нека дебатира. Но на крајот вистината е една, правдата е една. Јас верувам дека согласно устав и согласно закон ќе се терат постапките. Време е ова криза да заврши. Кризата ќе заврши преку формирање на влада, конституирање на парламентот, избор на председател на парламентот и нормално течат институциите во Република Македонија да работат. Секако, јас како шеф на опозицијата, верувам дека ќе биде владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз.